отвараш со учење правилно да се трча и со основни гимнастички движења. Овие не си одат никогаш. Мора и ќе биде задолжително да си дел од некој тимски спорт. Значи, овие пак не си одат, само ова се додава. Идеш 6 оделени нагоре. Мора маршал арт некој да почнеш. Понатака се дава насоки. Замисли нација со сите black belt-ови да видат што ќе видат. Кој science fiction го раскажуваш ти од представа? Да, колку е просто. Колку е просто. Колку е едноставно. Значи ова мора да го продолжиш. Мислиш ќе прекине некој да биде да вежба? Го прашуваш ли ти детето дали има афинитет за математика? Дали има за литература афинитет? Кој те праша? И исто така нема што да се буниш. Наметнато е. Не е спорт, што ме интересира дека не е спортско? Кој рече? Не го спремаме на Олимпијада, уживај, не се секирај. Да. Го спремаме да знае да дише. Кога ќе напуни 18 години, кога ќе опратиш негде да работи, Маичките одат доста добро и за таа цел се договоривме да воведуваме нови дизајни од време на време. Нов дизајн и новитет оваа недела е секогаш спремен. Нарачки може да направите на Instagram профилот Байкерот и Кросфитерот, а примопредајата е стандардно во просториите на Кросфит Скопје и не заборавајте дека имате гратис тренинг да си дојдете со опрема, чисти патики и спремни за тренинг. Фала ви на сите што не поддржувате и нарачувате. да почнуваме. Ајде. За оваа епизода темата е физичка писменост. И морам од одма да предупредам дека сум прилично депримиран спремајки се за епизода. Рантовито настроен. Рантовито настроен и изнервиран, депримиран. Стишајте малцето. Ќе се воздржувам. А можно и уствари ако сум така и да не викам. Може кога сум позитивно возбуден викам, а негативно ќе си викам тажен, потиво. Да. Има и елемент на тага. Се почна со најобична идеја за што и да ти текне како перцепција сега што ти се раѓа у главата кога ќе кажам физичка писменост. На истото јас сум помислил. И демек, што би биле, што е као неопходно, што се подразбира под писменост, знаеш, такви моменти. Ама ти викам, спремајки се, многу се депримирав од ненормалното мнозинство на нездрави и неписмени луѓе. Посебно Физички неписмени. Физички неписмени. Затоа што спремајки се сватив прво колку многу мене ми значи физичката писменост, како лично мене, како животно. Преку тоа согледувам колку многу значи општо во сечи живот. А кога толку многу значи во сечи живот, колку многу тоа би влијаело на ниво на колектив, на ниво на општество. Така што ја цел живот го водам тотално убеден си дојде на моето. Уверен дека преку спорт, преку физичка писменост се подобрува општество. Мислев дека си убеден дека сите знаат дека е многу важно. Не. Веќе не сите гледам. Да. Сите знаат бе човек. Ама не дека дознав нешто ново, него наеднаш собрав, знаеш, информации од повеќе извори. Шамарчина ти се. Да, те колку не можат да направат тоа, колку не завршиле, не знам, колку нема физичко, колку у школи нема, у медицина нема, у кај родители нема, во културата нема, во навиките нема, нигде не постои
да фигурира бар со мал процент физичко активност, природа. Да не е користењето- приватен сектор како мојата и секоја чест на другите дејности. Да, ама тоа е толку Ситен, ништожен процент нула. што се депримирав и до толку што дури и ми текна на една заборавена сцена со другар. Не знам што ми текна, седиме така на тура бевме, возиме точак и седнуваме у кафиченце некое у Берово. И како има Берова плоштадче. И из чиста мира си седиме така, значи ова е негде на пола, не знам, сме возеле 5-6 сата и на некои 2-3 сата седиме, правиме пауза, се освети што кафенце. И почнав да забележувам, барав здрав човек. Аха. Значи беше сред бел ден, убав сончев ден, нешто пролетно и многу беше раздвижен. Мало плоштадче има Берово, како од две страни се вака наредени кафичи, ресторани, клубче. Така е, како стан класик. 100 метра е толку цело. Ама, ко, не знам, Берово, Делчево, Пекчево, сите излезени тука овој ден На едно и место. многу гужва. И не му абетевме нешто многу, Боро нешто си медитира, јас си медитирам и сикам, ај да видам чисто онака. Од прв печаток, Извиđenja. од прв печаток на знаеш, она прва импресија која ти се случува автоматски у главата. Кој ќе ми остави впечаток дека е здрав човек? Физички здрав. Физички, вака да ми личи. И сватив дека процесирам милион фактори. Само според како оди некој, каква му е кожата, каква му е косата, како гледа, како му стапнува стапалото, како дебел, слаб, ваков, онаков. Исправен згрбавен. Исправен, бесконечно фактори сватив дека ги ставам на кантар за да одлучам јас тотално субјективно, тотално ненаучно, буквално Окативно бе, окативно. седам и фаќам сеир. Тоа е. Онака У апла. главата си анализираш. Човек не видов. Не виде здрав, Не според... видов здрав човек. И се вртам и му викам на Боро, викам, ајде на вежба. Најде здрав човек. Сврти се, викам, и двајцата да гледаме сега натака. Викам, барам здрав човек од преска. И прво му падна као, што звариш бе глупо, како може да нема здрав човек, што бараш ти нешто, па ја нешто мрднат. Викам, не бе, ајде, викам, ај, покажи ми здрав човек. Гледа. Вика овој, не, викам глупости, гледа го, не знае да оди. Па са и тоа ли? Викам и тоа. И тоа ми е критериум. Треба да знае да оди, што не знае да оди. Му криви стапалото, не знам што, не знае да оди. Добро, поминува други. Ај оној, викам дебел е. И дебе, тоа дебел ли е? Дебел е бе човек. Не е фит, не е лин. 10 кила е overweight. Не е обис, не е 200 кила, ама тој што го покажа е дебел. Буцко. Буцко, така. Океј, друг некој ми покажува. Како покажува, ја наоѓам некаква забелешка. Што и ден денес у моите очи држи вода. И ток, колку пиеш кафе, седиш, правиш пауза, не знам, 10 минути, стотици луѓе, цел плоштад, ја не видов здрав човек. И еве, ти давам и тебе интересна вежба, нареден Готово, пат, кога не ќе сакај ќе седиш ми ја даде, негде, виж. кога ќе седиш негде, кеј меј, центар, Го правам тоа у молови, ќе ти открием. молови, седи и најди здрав човек. Не чепкам телефон, гледам и анализирам. И се нервирам. Сега, може би јас имам прилично детална обзервација, затоа што ја приметувам и кожата каква му е, можам да го оценам овој пуши, не пуши, знаеш, меѓу прстики му видиш, не знам, по многу фактори можеш, по многу, ама кој да ти е критериумот? Најди здрав човек. И некако, ти викам, спремајки се за епизодава, ми текна и тоа сеќавање, и сум прилично депримиран и разочаран и
зашо ми е целиов овој вовет, веле, шо вовет направив, заборив дека е почеток на епизода. Стремежот обично со епизодиве некако недоговорено сакаме да ни е позитивен. Сакаме да заврши со некоја порака, сакаме да заврши со некаков интересен пример. И некако се возбудив што спремајки се не успеав да најдам позитивна нишка, не ми текна со што би ја завршил за да има позитивен тон епизодата. С подигање на свесност. И на крај си реков, па зашто бе да има позитивен? Некад негативното боли повеќе. Нека е тотално депримирачка, негативна, затоа што едноставно е реална. Нели негативното некад таа болка да не остиш пак, не те мотивира ли некојаш поиш? Зашо мора да е позитивно? Не се откажувам и од таа пот нема и да не мотивира никој, нека чујат само или нека не чујат. Јас сакам чисто да Ти си кажам два-три збора. Како изгледа сликата за општеството низ призмата на човек што е цел живот спортист? Еве, нека е и тотално субјективно. Моето излагање оваа епизода ќе биде кога јас со моето цело животно посветување на спорт гледам низ моите очи на кај светот, јас така го гледам. Па ти убеди ме другачие. Нема шанси. Зашо да те убеди другачие? И затоа се откажав и оваа епизода нека биде од сликување на трагедијата. Ти ги отсликуве, а јас ќе давам перспективни примери, може? На трагедијата и на катастрофата и на епидемијата на нездрави, не луѓе, деца бе човече. Деца, нераздвижени, неправилно оформени, непораснати, криво израснати. Нема крај на списокот на негативни работи кога е едно општество физички неписмено. И сега тебе ќе те ставам на put on the spot, шо е физичка писменост? Па повеќе аспекти според мене. Како беше овако умата. Па добро, видете. Повеќе аспекти според мене. Прво и основно е спортска култура. Што е спортска култура? За да стигнеме до спортска култура, сега on the spot размишлам за ова. Обштествена култура? Не, спортска култура. Тоа е многу битна работа. Влегуваш во сала да вежбаш, кажеш здраво на сите. Индивидуална култура. Индивидуална спортска култура. Као спортски бонтон, браво. Спортски бонтон. Окей. Не, ја мислев онака као државава нема спортска култура. Не, спортски бонтон. Влагаш у сала, олдскул момците кај нас, егеец, го знаеш, на нема. Ги кара секогаш. Кажи здраво бе, шо си чукјутиш бе, влагаш со леко. Царе. Знаеш ли дека онот кога почна да доаѓа, тоа се има многу смена што ги прозива виш. И веќе станува некаква култура кај нас со клуб, да ако некој не каже здраво ќе дојде да го прозива или сите кажуваат веќе здраво. Ти седиш со лекувална си ти, се влага некој, кој што шумига ева те кјути со лекувална. Здраво, кажи здраво бе, ало. Здраво? Кристи многу ги кара исто. Здраво, кај секој посебно дојде кај сите, здраво дечки, здраво, како добри сте момци, супер, кај секој посебно се оди, или пак ќе кажам тоа се постарите луѓе. Значи ти почна од 35-40 бонтон. Физички бонтон, да, така сваќаме јас оваква. Сега за да стигнеме и до спортска култура ти мора да дојдеш на вежбање, ама ајде тој дел го скокнавме некако. Кога веќе доаѓаш да вежбаш, спортска култура. Имај предвид дека не си сам. Што во сала, што во соблекувална, што вецето што се дели. Тоа некој ќе каже се основни работи, ама се и јеби го спортска сала. Си машко и мочаш, крени го капакот. Не се моче по целата шолја. Ако си устрал нешто избриши, земи четката, ако си бил по поголема нужда, не остави да смрди да прави. И тие работи се прозиваш. И се полека намалуваат на минимално ниво, више се сведува. Тебе реално ова ти се дешава.
Да не ти кажувам какви се глупости. Кој што бев депримиран, сега уште толку ме закопа. Да, ма Не ни работиме. отидов на општа култура, човече, на основни... Тоа викам општа култура. Кој се влага со облекувална. Има оставено ова. Чека сега тоа, патики. Чекај бе малце, застани сега. Патиките ги оставаа сите во соблекувална. Јас свесно го дозволував тоа. Иако ми пречеше само заради една причина. Да биде чисто кога ќе се сгазне на гумата. Затоа што бар знаеш дека тие се... барем знам дека тие стојат тука. Да. Наоѓав решение, кога бев во Истанбул пред 2 години, бев во Аја Софија и ми блицна. Мораше да ги соблече за во џамијата кондурите, патиките. Имаше шкафчиња со по 2 слотчи. И сега столар викнав, дојди му викам за 100 слота патики. Ја ги правев за една џамија, браво му викам, тоа ми треба. Истите. Буквално. Абе ми треба вакво за стој, имам решение. Една врата, 20 слота со топ, ти верувам, супер материјал, тој. Го направи, го имаме сега тоа. Значи идеме некста. Сега следната култура е. Секој има ебан слот горе, кој ќе влезе, отвори, стајкај ти е твоето, затвори или земи си ги ебаните патики и чисти ти се таму сегојаш и да не ми дремат више со облекувална. Прашина се собира, се прави, разбираш? И тоа решение се направи. Друго, кое е лето, не леташ од колата до салата. Значи, газиш надвор и доаѓа, шо правиш прицени патиките, викам, по скалите гледам со истите доаѓаш од горе, сигурно горе не се представуваш, во раце немаш други. Под кола до овде бе? Леташ од кола до овде? Шо? Веш прицени патиките ќе сгазиш, ти ќе правиш брпис, ти ќе лежиш доле стомашник. Даве, не треба. Стаив плюс има едно со средство у него, ќе влезеш. Да, бе, ти го имам видено, да. Ме разбираш? Значи, таа култура да биде чисто прво треба. Второ, има обзир за другите. Не си само тоа WC, не си само таа солекол, не си само тоа сала кај што вежбаш. Фала Богу, ова не ни е проблем, враќање на теговите на место. И опремата што се користи. Тоа е од day one од ЗОК имплементирано и никад се нема тоа. Од генерација на генерација го повлекуваме и тоа стои и е бетон, се знае. Нема тоа кој ќе ми каже кој леле бев у таа и таа теретана, расфрланите, говите, ова, она, браво, као сте го средило. 11-12 години гом најдење као сме го средило. Значи за спортска писменост, односно физичка, почнам од спортска култура или спортски бон-тон. Треба научиш да се понашаш. Бре, колку сршот иде ти е. Ема не ли е многу важно? Ти отиде у срш на нормален човечки обзир. Како да се понашаш на едно Ова не е место? у твоја сала, ова у секоја сала. Ова е не така- само у сала, Не ова на знам улица. како е на други места, ама вака треба да биде. Треба да се чисто, треба да не си сам, чисти гомната позади тебе, не мочај по капакот кај ќе стигнеш, се бањаш и џогирај после тоа и цело овој ред се трудиме, иде на подобро, не е совршено, не викам не. Ќе се качам јас да пијам вода, ќе видам чака, брзо џогирот ќе опривам. Секој ден се чисти без исклучок, прашината не смее да се дешава, такви глупости. Значи, ова е што од моја страна, што од страната на луѓето. Основен спортски бонтон. Сега, следната физичка писменост е да се почне да се доаѓа за овој бонтон да се примени негде. Да. И како да се почне да се вежба? Мислам дека имаме избегано не само за вежбање, но за многу работи, надвор и многу пострашни работи, со промени на пол на деца и такви глупости, али не навлагаме у таа тема, ќе се држиме за ова. Не е дојдено до нас. Да, се уште. Дај Боже. Hero Making Machine. Машина за креање на херои. Ај објасни го тој концепт. Тој концепт е следен. Пластичен пример. Кинескиот TikTok. Што, сигурно сте го слушнали, што става на пиедестал? Успешни science achievements, спортски achievements, успеси во литература, пишано, значи само позитивни работи што креваат општеството на следно ниво. Нема глупи танцови, нема глупи челенџи, нема глупости, фрлање пред воз па да избегаш за има такви ретардирани работи, значи тоа не постои таму. TikTokот се гаси во 10 од апликацијата, не телефонот твој. Ти после 10 до 6 сабаре не можеш да уклучиш TikTok. На испод 18 мислам, нешто такво имаш. За деца зборам се.
Као возрастен, веројатно маж. Вау. Самата апликација на својот што кинеска на својот народ не му дава ти што ќе дремеш после 10. Ајде, кревет, треба спиеш. Имав чуено за алгоритамот, дека ги промовира видеата што содржат добри морални А пораки. сега во Америка како е алгоритмот? Од страна на кинезите што им го пуштат. Што поутепан, што поутепан. Полутепан. Значи тоа е hero making machine. Што гледаш као дете, тоа ќе правиш. Значи, ти на тоа мислиш. Кои се идолите на малите деца во Америка, на пример? Сменил пол, леле колку си храбар, леле браво. Тоа се става на пиедестал. И тоа има некој butterfly ефект кон општеството се иде надоле. Кај кинезите пример се удира акцент на браво спортисти, браво сајентисти, браво деца што учите. И ова се за ова ќе ми речат браво, ова е тоа што се цени и поштува. Ова е тоа што треба да направам. Кога целото општество го прави тоа, се воздигнуваме. Кога се случи 4-то место Европско првенство Македонија, се за нашата држава ќе се врата. Тоа е еден тип на hero making machine, зашто хероите наши 4-то место беа во Европа и барабар со Шпанија играа со европскиот шампион финале, полуфинале. И водевме 1 на полувреме, мислам, или губевме 1, нешто со 1 беше. Колку деца се запишаа на кошарка? У Србија тенис кој играше порано? Сега? Што се случува? Се дешава Џоковиќ, се дешава, го вадат на скупштина, ние на плоштад, ракометарите 5-то место, на плоштад, деца гледаат, идоли, браво, ова, деца идат на ракомет, се запишуваат, па овие генерации фичат талевски компанија, што сега, со таа генерација излезе 2010-11, сега сме 24-та, пред 13 годините, 25 има, сега тој 10-11 имал 12. Значи, инспирација од кај се црпи за спорт, некој успех треба да се направи, така? Колку српски деца тенисери има сега, знаеш? Без број. Кој зна? Знаеш колку академија има Јанко Типсаревиќ, Новак Џоковиќ има академија. Шпанија, што се случува пред 2000-те години? Утепани у спортот. Нема ништо. После како наеднаш од 2000-те навака, државата решава дека инвестира во спорт. Не шпекулирам дали преку допинг или не, меѓутоа, од 2000-те навака, на сите шпански спортови гледај резултатите. Колку пати е Шпанија кошарка европски шампион, без број. Гасол браќата, NBA шампиони, европски шампиони, светски шампиони, олимписки шампиони. Од 2000-те навака. Рафаел Надал, да не ги набројувам, фудбал. Значи 100 пати беше Шпанија, Реал Барса, Реал Барса, Реал Барса. Че за само 20 и нешто години, зашто што државата решава, ќе го туркаме ова. Колку деца се инспирирани од тоа, колку нови играчи, нови деца спортисти, спортот каде е таму. Физичката писменост е многу голема и освестена во Шпанија. Ама тој момент кога викаш државата решава, многу ми се свига концептов што го кажа hero making machine, машина за креирање херои. Каков тип на херои креираме? Креираме вакви или такви? Ама грешно интересно, за тоа што си држава, можеш согледуваш кои се платформите и медиумите преку кои што можеш да шириш порака некаква. И у примеров со кинезиве, многу фино лепо увиделе, што ќе бладаме пропаганди по вести, еве го TikTok. Децата се на TikTok, децата вести не гледаат regardless. Милиарди корисници, ја превзема ја одбира шта морално правилна одлука да на некој начин координираш што се пласира за да ја креираш таа позитивна слика. А уште една работа за Јапан, што ми прати баш преска Кристи едно многу добро видео, го баш предадувам го гледа. Погрешка се деси, ама се уклапа причава. Не преку медиуми, преку институциите, преку школите. Зашто јапонците се толку добри, успешни луѓе и зашто чистат по стадиони сегде они кои одат? Од кај е тоа? Од школа. Од школа до 4-то оделение. Децата не ги оценуваат 5-ка, 3-ка, 2-ка, не прават тестови. Се учат основни човечки вредности. Одговорност се дава на дете. Децата го чистат школото. Да, кој имам гледан. Што е тоа, бе? И сега, ајде тоа дете. Чиниите у ресторанот. Значи, се дава одговорност. Се учат на добриот збор, на почитување на секого, без разлика на позицијата во општеството. Која и да е у хиерархијата? Сакалник. Ја и чекор понатака ќе отидам. Не само што ги учат на нив вредностите и actual вештината.
ако не научи да мие садови, Да. кога бе да учи? Ако не научи како, од што е направена ова јадење, или ја до таму, мојата анализа кога пробав да по перцепција да креирам за што е физичка писменост, мене па натака ми отиде на незнаење да одиш, незнаење да дишаш, да не знаеш за што служи мускул, да не знаеш за што служи скелет, да не знаеш, и сега, значи тоа се основни работи, нареден чекор, да не знаеш склек да направиш. Да не можеш склек. Да не знаеш што е склек. Кјути. Тука ми е мене врвниот, апсолутниот и последниот пораз што може да се случи на цело општество. Да имаш генерација деца што не ни знае што е склек. Нема видено. Нема, ти се верува? Мене не ми се веруваш. Не ми се верува. Ја од муабети со пријатели, со други познаници, имаше неколку разговори, дознав дека детето негово усредно запишано порасна многу, ама се искриви што да правам. Кам склек има ли направено у живот? Има фатено да се беси на шипка вратило, бар да фати нешто вратило? Не, на физичко нави говеда топки, зборовите на наставникот, нави говеда топки, тоа е физичко. И сега мојот концепт за физичка писменост е тоа. Каде лежи одговорноста да ти имаш генерација физички необразовани деца? Имам теза и некако логички заклучок би било, бар мене ако ме прашаш, без да навлагаме многу у прецизност и техникалии, многу пластично, ја би стајал примарен фокус број 1 на секој можен ден у школа од прво до 4 средно да е физичко. А ти така би го решил? Ја така би тргнал. Така би тргнал сега, намерно вака, пластично, грубо, недомислено. Еве го екстремниот став, па и сега да дискутираме дали и колку е изводливо или што би значило или не би значило. Ама, за мене, толку високо го ставам на пиедесталот на вредности и неопходни вештини за живење. За живење. Толку високо стои, значи, не дека е прво, ама блиску е буквите да ги знае на второ место, ама не. Физичко е прво место, па 10 празни места, па да научи да пишува и да чита. Певе Пиреја имавме. Знаеше велика да чита. Жива беше. Копаше нива. Абе, уште понатака ќе отидам. За да научи да чита, подобро би било да е физички здрав. 100 пати. За да може да научи побрзо, подлабоко, врежано, запамтено, ефективно, мозокот испразнет со повеќе мозочни нервни клетки генерирани, збогатени со кислород, можам капацитет. Не знаеш до колку можам да забегам во причини на научни причини, ти кажувам до органелите на клетките можам да забегам и за тоа што мислиш дека е неопходно да учи, да пишува и да чита, треба да е физички писмен. Тоа е пред 100-200 години, не пред 1000 и нешто години е тоа. А пред милион? За тоа ти кам намерно почнувам со овој навидум екстремен став.
за да се развие сега дискусијата, да видиме каде ќе се најдеме. Еве екстремата и сега каде ќе се најдеме. Наредната екстрема нека биде некој не. Број 1 е литературна писменост, да знае да чита и да пишува. Океј. Број 1 е физичка писменост, 10 празни места, па ова. Моето зошто е за да знае да чита и да пишува. Еве ти објаснувам биолошки како е подобро ако има физичко. И тоа е, например, поидовна точка сега на муабет. Од толку од нула не постои. Физичко, секој ден, примерен фокус. Прво треба да се увиди проблемот од каде доаѓа, малци историски да се навратиме. За да тргнеме ние со решенија, мораме прво една анализа да направиме. Ти умало, што си правил на распуст? Си древал на телефон? Не постоело телефон. Леле, запишано ми е неструктурирана активност. Не сакам да се изговор, зашто е многу лесен кап-аут телефони и социјални медии. Какви? Многу лесен кап-аут е. Меѓутоа, јас кога сум бил овакво, игравме шуто дупе мало, жмурки, брканици, чуда, што се не правев. Од дома не вика, Жарко, уште 5 минути. Да. Класика, се стемнува, враќај се дома, нема телефон, кај ќе ти пише. Жарко, испатен сум. Буквално. Да те пипнам позади. Ајде ме јамајца, аман бе дете бе цел си укал. Трчаш, скокаш, играш, правиш, тоа ти е за забавата. Тоа ти е интересното. Фудбал, кошарка, идеш на кош, правиш, пустиш. Сега забавата е многу полесна. Порано што сме правеле бе кога ни било досадно? Мајка ми дашко вика, мамо, досадно ми ухвати се за уши па играј. Искаче надвор, бркај работа, правиш што сакаш. Што сум правил бе од сабајле до вечер надвор. Исто. Сабајле до вечер. Распуст у 9 сабајле. Доле. Сабајле И до... да не правиме физичка активност, седиме пред зграда и кењаш нешто гомна, јадеш се збори. Се будам, се мијам, И правам искачаш надвор. сендвич и со сендвичот надвор. Да. Седиме сите, трчаш за ручек пак Може надвор, ајде сега дома се руча, ајде на брзинка, и чека. трчајна. И пак надвор. И како се движеа годините, се менја активности. Таму негде трето, четврто, пето почна топките. Така е бе, да. А со големите мало, па Ама те земале, надвор- па ти дале шанса, па ова. Ама целото мало се дружи е заедно тука некако, не знам, учиш од големи. физички. Ама е физички. Ама е физичка Се е активност. физички. Се Физичка бркаш, активност. скокаш, трчаш, се потиш, паѓаш, кршиш рака, стануваш, ова. Ме разбираш? И сега како доаѓа изумот на айфонот и смартфоните, мислам дека од тука тргнуваат многу возови у погрешен правец. За жал. Ама не е изговор. Не да не е изговор. Ја ти гарантирам дека нема дете што нема да преферира Нема. Сум го физичка приметил игра. тоа. Сум го приметил. 150 айфона Што да му правам, дам. бе, човек ми бара телефонот, ако ќе има 4 деца, не помислуваат на телефон, си играат и си спотени, трчаат и скока. У игротека деца, еве ти имаш Дај ми го таков цел заглавен на iPhone, дај ми го 3 секунди. Да. 3 секунди дај ми го надвор и ќе му направам активност, ќе офрли телефонот у континер вака. Нормално. Вака ќе и нема му текне, нема да примети 4 сата дека трча. Значи структурата од кај треба да тргне? Од дома. Да, ти уствари така ми направи челендж. Ја Да го лоцираме прво проблемот каде е, за да па го јас за решиме. тоа тргнав со школата, ама гледаш одма тоа е едниот челендж од дома. А втори институциите. Да, ама од дома искачаат луѓе што идат у институции. Ама иделе во институции веќе што функционирале овие работи. Ама не, од дома тие родители, тие луѓе идат да се наставници, идат да се доктори, идат да се подржавни органи. Од дома, тој татко и таа мајка дома не го вреднува доволно за да кога ќе отиде на работа да го бутка. Сваќаш? Секој родител, возрасен човек што е на било која позиција сега седи дома и на неговата пирамида на вредности не фигурира физичко. Не фигурира. You name it. Учи школа. Од молер учи. до председател, до наставник, до доктор, you name it. На никој од тие луѓе никаде на пирамидата не им фигурира физичко. Затоа што ако им фигурира, што и да му е на него работата и влијанието, кој ќе отиде, ќе проба да го бутка.
Да. Јас сум у IT. Јас сум цел живот у IT. Најневежбачката професија. Најневежбачката професија. Ја влагам у канцеларија. Прв ден нови колеги. Ја до пауза имам направено склекови и чучњеви у канцеларија. Тоа е моето влијание. Ја доаѓам и ви давам до знаење Leading by example. на сите мои колеги тука, дали сум бил сениор, дали сум бил јуниор. Додека се запознаваме, ја не го кријам фактот дека додека ме запознаваш мене, ликот Томе доаѓа со пирамида на вредности на кое што далеко високо горе е физичко. И никогаш нема да ми даеш доволно важен проект или задача или вештина или не знам што на која што ја нема да и предходам со физичка писменост. И таа задача ќе биде подобро изработена. И ја тоа го комуницирам со моето живење. И сега, да има луѓе што бар го котираат тоа во својот живот и не сакајки ќе прави придонес. Да. Сваќаш? Тие у влада наредени, тие у парламент наредени, тој министерот, тој председателот, тој ако од дома доаѓа и во неговиот мозок физичко е број 1, не затоа што јас сум рекол, него затоа што седнал и размислил, прочитал наука, прочитал биологија. Се наредно што може да ми каже дека е поважно, е подобро направено ако си физички писмен. Факт. Факт. Факти нема, толку е. И Ајнштајн, и Стивен Хокинг, и кој ни е председател сега, Пендаровски, да си физички поспремен, подобро ќе ја вршиш и функцијата што ја вршиш. Подобар председател ќе биш. Подобар научник. Како сакаш врати го. Од мозочни клетки, до крвни садови, до богата крв, до кислород, до рационални мислења, до брзи одлуки, до дисциплина. Бесконечно можам да редам. Ама муабетот ми беше, само го надоградив тоа ти што кажа дека од дома доаѓа. Првиот чекор е таму. Кога го кажа тоа од дома доаѓа, мене натака ме однесе мислата. Дека у таа смисла да доаѓа од дома, да постои дома, И од дома идат у некои институции што ќе работат. отиде и не сакајки ќе буд како ќе треба да потпише, да гласа, да направи нешто, ако се доволно на број така. Приоритет ќе му биде. Он живее у таа држава. Сега, например, кој би бил адвокат на ѓаволот на тоа? Океј, како да е, зошто е дома? Зошто ти е тебе? Како тебе ти дојде да ти биде физичко број 1? Како ти ја имаш таа пирамида, да? Како јас ја имам? Кроз текот на животот ми се докажувало time and time again 100 пати без исклучение. Ама зошто на тебе не? Зошто на тебе да, а на тој до тебе у клупа у школа не? Не знам зашто сум имал среќа да се заљубам у кошарка, валја, не знам. Од дете сум трчал надвор на улица. Ме било интересно, забавно. Тука ми е наредниот пораз, депримирачки. Што го кажуваме тоа детство, го кажуваме тоа... Детево мора да иде на некој спорт, тоа било. Го кажуваме тоа детство, ја кажуваме тоа мнозинство, дека порано било повеќе и не знам што. Ама и од сите тие, ја пак да ги прашам сите, па никој нема да ми каже дека физичка писменост му е број 1. Сите тие умало што сме трчале, што сме играле браканици, баскети, тралала. Ако прекинале да ја прават, физичката активност... 100% прекинале. 100%. Тогаш не им. По дефиниција прекинале, затоа што ги гледаш... Затоа што не им е. Ги гледаш ли тие сите другари од мало си ги гледаш ли вака по спортови? Не ги гледаш. Така затоа што ги нема. Нема, зашто не име? Зашто не е на пирамида да било ќе биле активно? Затоа што у некој момент некој друг поавторитетен им рекол батали тоа не е на пирамидата. Не е важно. Или некој друг му го избришал. Многу е полесно ова да го правам вака и вака треба да изгледа животот. Немам јас време да вежбам. Сега побитни работи има. Работа, така да, фамилија,
стварање. Ама како што е разликата за тебе да не ти се направи, за мене да не ми се избришал? Зашто сум ги увидел бенефитите веројатно, не знам. Добро, како повеќе луѓе да ги увидуваат? Да пробуваат. Едноставно пробај. Веќе сте свесни возрастни луѓе. Има мал милион типови на вежбање, нема ни таков изговор. Не, збориме деца. Деца. Прво Како дење. деца да увидат или како родители да на деца да им го смена тоа? Како од Го пушташ детето у спорт од најмала на најрана возраст, прво тимски. Не, родителите си изгубен случај. Нив не ги менјаш. За Прво денес деленчето како? родителите денес се изгубен случај. Очигледно не влијаат кој што треба. Прво деленчето е на by chance, нема на. Ама сите сакаме неќеме законски сме обврзани децата да ги пуштиме у школа. Аха, и ако законски- самото школо има, И законски државата законски те обврзува да научиш да пишуваш и читаш. Да. Родителот Иначе ќе паднеш. Редителот ќе одговара пред законот ако не ја изврши таа општествена обврска. Да се опикал, да, како што се описмени народот, писмено. Ако ти не пратиш дете у школа, ќе одговараш Да, пред да. суд. Значи, зашто? Затоа што државата законски те обврзала. Што значи, државата законски обврзува секое дете да научи да чита и пишува. Јас за тоа отидов таму. Да. Јас тврдам дека државата законски треба да те обврза да детето знае да две точки. Да И сега- прави 100 склека, И сега 100 чуче. физичката писменост. Тука сега да влеземе. Кој да ги води тие работи? Не, што би стајал на листата? Основни работи и движење на собственото тело. Body weight движења. Под број 1, гимнастички. Прости гимнастички движења, не зборам карики и такви глупости. Зборам склек, Склек, зборам чучањ, чучан. зборам стомачни, крбни, jumping jacks, Вратило. банални работи, вратило вишу покомплексни него. Не, да висиш. Да висиш добро, да се креваш на вратило, веќе треба малце, али зашто да не? Вратило е не кад ќе знаеш како има множење у второ деление и делење у прво е собирање овакво. така е. Прогресии. Така е. Збориме за најосновното. Ти Збориме, да научиш имаш- многу битна работа што никој не знае, никаде не се прави. Да се научи правилно да се трча. Ова никој нигдека не го прави. Правилно да се научи да се трча не на петици као глуп. Да ги кршат нозете со прави колена и да ги влече нозете по земја. тоа е Прво Не ме- оделение не ме прв печкај. час. Прво оделение прв час. Правилно научи да трчаш. После све ама таму. сакаш се еден шахмат mind blow да ти направам. Ајде. Дека ќе се изненадиш колку огромен процент на деца знаат да трчаат. Скоро перфектно. Добро, кај е Се што зајбанцијата? треба да направиш е да му ги соблечеш обувките Знам, да. и да Да не го му се скриваат пуштиш стапалата. на трева. Да бе. Толку. Да бе, знам. Толку. Истото дете, што го Не е тоа гледаш, најлесен метод што на светот. трча како сакат. Ај, за жал има и такви многу. Што и тоа ми е нерешлива мистерија како тоа се случува, ама ајде, кој знае што наследил? Кој знае што наследил? Кој знае како, у што стомак има каква бременост, каква... Леле не ми се ни навлага. Мајки што пушат и не знам што. Нема везе. Кој знае што наследил, ајде ете да речеме дека така е одговорено, има деца што трчат сакати. Соблечи му ги обувките и стај го на трева за 90% подобро. И нека повтори само и сега, ако го правиме како физичко, Секој ден. ако го Трчање правиме на како трева. физичко, Еве ти број прв 1, час. ма не почнуваат часови, не влагате у училница, до не помине 2 сата надвор. Да. И не ме интересира какво е времето. Веќе има примери на запад со тоа. Да бе. Скандинавскиве држави ги оставаат у двор, Знам. какво сака нека е, без 2 сата надвор поминати, не влагаат у просторија.
имунитети и чуда и све. Тука дури и факторот наставник можеш да го избришеш. Добро, сега Гледај ги да не си спотепаат. не се Не мора ни кој за какви експерти за физичко да донесеме. не мора да е нормално. Абе, осте ги да трчаат, бе, човече, ама тоа стај му... Знаеш што е? Мајндсетот треба... Ако со таков став, Вака треба да биде. ако со таков став се наложуваат наставниците, професорите, вработените, сите, одиме со став, таква е сега културата на народот, значи не бонтонот, него Едноставно тој народ знаеш оно неопипливо јапонците биле вакви и сега ако народот е таков да кога си ги остава децата, ги носи на школа, начинот на размислување, мајндсетот е го оставам на физикалишење број 1 и сите така одиме. Сите со тој мозок одиме на школа. Дај прво да си го направиме физичкото. Најтешкото право да си биде. Дај 2 прво сата ние да надвор. ги истрчаме у природа, да ги истрчаме по треви, по камења, чат-пат нешто. Приликите за прогресии се бесконечни ако го правиш ти тоа секој ден од прво до 4 средно. Ти можеш ли да изброиш колку сати тренинг е тоа? 12 години е тоа. Абе сите можни спортови дисциплини ки ги има основните вештини, движења Потенцијал. и успат како растат, Насочување. како раст деца, тоа сега кога го тоа се вика мускул. И кога јадеш дома, ако ги јадеш тие јадења, на мускула така му направиш. Ја тоа го правам Гледаш колку како можам. морфинг се прави полека. Дали не се свесни луѓево дека децата имаат капацитет да ги впиваат тие информации, па деме ги штедат? Ама еве ја од личен пример можам да кажам дека тоа е, ти не знаеш како впива. И тоа Како не, деца се не е ништо посложено од 14 плюс 17. Поедноставно е непослужено. Ако дете знае да израчуна 14 плюс 17, знаеш колку убаво или лесно ќе си ја прими информацијата за мускул, коска, па ќе го поврзе со јадење, па одмор, и сега кога Ако јадам ова, ќе осети вака кога дише, вака кога се зе, тоа значи дека сега треба малце, 1 минута вака. Не. И ти ја да го баам тоа на оделение секој ден, 2 сата, 14, колку се 12 години. 4. 13, не сега се 9, сега 9-летка. 13. Уште побаво, нема забавиште се. 13 години од 7 до 9 са бајле. Тоа е најкритичните. Од 7 до 9 са бајле. Ај, Мене да ми е тоа уште една придобивка. мајндсетот. И пази, и после влагаме училница, и после влагаме училница, и тоа е, Бајче. ама и на децата им е без сегашниот притисок. Без кецови, без... И, сега, деца, Ајде нова лекција. ајде ова, ајде ова, и да не ги објаснувам биолошките и нейролошките процеси, колку поубаво се абсорбира информација после физичка активност. Да не објаснувам тука. Кога се уморни, немирни ќе бидат. Леле, Нема да слуша. бесконечно е човече. И сваќаш колку е депримирачки кога ќе разбираш, Колку е лесно. кога ќе увидиш колку го нема. Него нема, се полошо е. Од војска до физичко 2 пати неделно мора твојата професорка на атлетика на она до нема. До телефоните. Не знаеш, се нервирам, човече, се нервирам. Доктори. Тоа посебна тема. Доктор, ти цела медицина, ете ти уште една прилика. Доктор. Еве го, тој од дома. Факултетот ти е здравје. Тој кој рече преска треба од дома да излезе. Ете, тој доктор седи дома. Колку кило има? Искача од дома и иде на работа. И гледа стотици пациенти, милиони можности за интеракција у неговата кариера. Не мора ни со зборови да каже, ако од него
зрачи пирамидата на вредности, на која што физичка писменост е број 1. Па он сакал нејкел у секоја реченица тоа ќе биде common sense. Уз речица, бе? Уз речица ќе биде. Гледај колку е у едно тело живееш ти. Ти си скелет со коски и со месо и со мускули на месото ако си среќен. Како што миеш заби секој ден. Така треба да вежбаш секој ден. Да. Барем 4 до 6 пати во неделата. Ти треба мотивација да миеш заби. Треба клип да изгледам Арнолд Шварценегер како збори за да измиеш заби. Не бе, човек, потреба е тоа. Get the job done. Ти предаваше некој наука на орална хигиена за да ги знаеш ти последиците ако не миеш? Да. Или лице да измиеш. Не. Те седнале дома ко дете која си можел да држиш четка, ти ја ставили ти рекле четка и заби. И секој ден треба да го правиш. Ова е паста, ова е четка. Зашто тоа не може у школи да се инкорпонира, укомпоноване како да ти има споро? Не знам, човеч. Укомпонира. Не знам. Толку е лесно, толку едноставно. И зашто некој држави го има, некој го нема? Треба да е секојдневие. Треба уз речица, Арно каже ти уз речица. Идеш да на доктор. меле. Вежбаш? Не ни на доктор. Да. Не вежбаш. Што направи сабајле? Знаеш? Ја ми се видеш и ти е лошо и првото прашање ти го поставува. Не бе, човек. Дај ми друг пример у друштво. Не знам. Шо кафе нарача? Пример. Не дали. Не дали пиеше кафе. Не него. Шо јадеше сабајле? Шо јадеше сабајле? Кај искочивте вчера у ресторан? У кој диско бевте вчера? Да. И на исто ниво да биде. Што спука сабајле тренингче? Или нема ни да се вика тренинг? Дали го знаеш фактот? Нема Многу ни да битна се работа. вика тренинг. Но дали го знаеш фактот дека ако јадеш здраво, најздраво на светот и не вежбаш, да, имаш повеќе шанси да умреш од болести и 300 чуди. Отколку ако вежбаш редовно и тотално нездраво се храниш и идеш по овие кафани мочани и јадеш глупости и све. И тоа некој страшен фрапантен процент и разлика. Неколку кратен процент. Значи повторувам, јадеш здраво, не вежбаш, помалце живееш, од вежбаш, јадеш како што ќе замислиш. Да. Нема да изгледаш како што посакуваш, ама ќе бидеш поздрав и ќе живееш полу. Let that sink in for a while. Колку е важно на пирамидата, колку е број 1. Значи вежбај секој ден и јади гомна лајна и седмици и чуда и што ќе посакаш. Ете ти дозвол. Да, и менталното здравје. Толку е важно. Менталното здравје више не толку е важно. Друга тема е толку е посилно како фактор. Абе, правиш буквално е тоа. Значи, правиш тешко, најтешкото нешто го правиш од денот е вежбањето, физичкото тоа, физичката активност. После и работа, и собирање, и множење, и децава што ќе учат да читаат и да пишуваат, е многу полесно. И сега ја доправивме ние листава. До кај ста се? Што би влегло во опсегот? Еве, да научат да трчаат, ги вадиш надвор 2 сата на трева бос. Да. Значи основна гимнастика. Како растат више од 10 до 12 години. Не мора да има листа. Учат да движат со пластика, тегови како се креваат. Не мора да има листа. Ако е мајндсето тука, ако е тоа во културата, ако е тоа во програма и систем што ќе се воздухот, и ако приликите за тоа се толку многобројни, секој ден 13 години, 2 сата, секоја сабајле, неизбежно е дека што и да кажеме на листата ќе се помине. Ама еве ти како ќе има малци ќе го структурираме ајде од оделение во оделение, нема да го тупиме прво, второ, трето, ама еве крос како биде. Прогресија ќе направиш. Мала, да. Ајде. Отвараш учење правилно да се трча и со основни гимнастички движења. Од кој вратило ќе ставиме да висат и ќе пробуваат некои типови на прогресија за згибање. Океј, идеме дале. Овие не си одат никогаш. Како ги вметнуваме? Тоа е основата. Тие стојат за секогаш. За секогаш. Идеме понатака. Малце по
атлетичарски припреми, трчања, такви работи, типови. Тука више може да се дава насока. Скокови, сакаш да трчање со пречки, копје, мопје, значи од обџекте, такви некои работи. Мора и ќе биде задолжително да си дел од некој тимски спорт. Како Задолжително. Да си здрав и жив. Значи, овие пак не си одат, само ова се додава. Тимскиот спорт. Тимски со топка. Друг има ли тимски? Има ли? Атлетика не е тимски, пак си сам. Штафета, пак треба си подаеш нешто. Велосипедизам, да. Значи, тимски спорт, одбојка, кошарка, фудбал, ракомет, you name it. Мора да си дел од некој тимски спорт, Да. овие остануваат. Значи, тренираш 2 пати неделно овие работи, 3 пати неделно идеш ова. Идеш 6 оделени нагоре. Мора маршал арт некој да почнеш. Најбезбедно за деца е џиу-џицу. Зашто нема да се удираат, нема потрес мозга, ќе научиш да се браниш на безбеден начин и дури надвор не да може да се деси нешто, ќе можеш да го собереш противникот без да го повредиш и ти него само ќе го неспособиш. Затоа ти кога праша што сте запнале за џиу-џицу како најбитна, не најбитна за во ММА, за во ММА е борење, мислам дека најбитна, за во детска, не за детска, него за everyday life. Плюс е интересно, Како не е? physical consequences има и цело време проба некој да те задави и ти пробаш да задавиш некој друг и цело време е како вистински шах. Се учи дисциплина на хиерархија, тука Ивица што збореше, се стекнува самодоверба и си пак физички активен и имаш некаква си алатка за надворешниот свет да се одбраниш. Значи, продолжуваме понатаму идеме. Овие основниве физичкиве фитнесов во кој ќе се убацат тегови понатака, значи како оди олимписко дигање на тегови, овие пауерлифтерскиве, чучањ бенч, дедлифт, како иде тоа ќе се прави една кросфит програма таму, па после идеме со тимскиот спорт, паралелно 2 пати неделно ќе мораш да одиш и на борилачки вештини. Да. Понатака се дава насоки каде сакаш ти да продолжиш. Изборно. Да. Изборно. Џиу-џицуто мора да го задржиш 2 пати неделно, ако не кеш да го избереш примарно, за да продолжиш, зашто да не, до Black Belt стигни. Замисли нација со сите Black Beltoви да видат, што ќе видат. Unreal да ти. Кој science fiction го раскажуваш ти од представа? Да, колку е просто. Колку е просто. Колку е едноставно. Значи ова мора да го продолжиш. Тимски спорт ако избереш, продолжуваш таму окей, ова мораш 2 пати. Со тоа што ова ти влегува у склоп на тимскиот спорт и ваму си порастеретен на маршал артот, не е толку со интензитет, али чисто си го одржаваш знаењето таму, когнитивно, значи захвати ова она да ти дојде патерните да ги пофигиш. Од 4-та средно, ако сакаш да си професионален спортист или што кој да сакаш да правиш, пробај, ако сакаш факултет, мислиш ќе прекине некој да биде да вежба? Слободен си, друже, не и да сакаш. Your own. Што сакаш Ми ги даде 13 години, брка работа. Пријатно. Thank you, good night. Пријатно. Не на исто ниво со литературна писменост. Ја пак ќе повторам, 10 места над. Ова за оценките правиме мојот како не ќе дали биде. сакало, дали би имало афинитет, ама моето го прашуваш ли ти детето дали има афинитет за математика? Те прашува ли ме некој друже дали има за литература афинитет? Кој те праша? Кој те праша? Судски наложено бе, брат. Биологија. Судски наложено, нашето општество треба да се состои од луѓе што знаат да сметаат и да читаат. Не ми интересира дали детето му е интересно или не, те наметнуваме, да. И тоа биологија е пребитно, а предосадно ми било. Да, и сум го мразел тој пред. спори ми го колку сакаш. Да, државата го наметна. Саш да живееш оваа држава? Треба да идеш у школа. У школа тоа се учи. Некеш поздрав. Поздрав. Тоа е тоа. И да некој да се објаснува со државата, ама моето дете не ќе математика. Кој те праша, бе, човек? Или географија дека некел. Така? Педагогија учеле, латински има некој предмет. Сака. Мртов јазик не се збори зашто го учиме. Кој те Некој праша? смерове. Тој смер Се тоа го буни? имаш. Се буниш ко не се буниш ко родител. Влага у просек, влага. Што им и исто така нема што да се буниш. Наметнато е. Не е спорт, што ме интересира дека не е спортско? Кој рече? Не го спремаме на Олимпијада, уживај, не се секирај. Да. Го спремаме да знае да дише.
Кога ќе напуни 18 години, кога ќе опратиш негде да работи, И да е здрав, прав, да не е болен. на што и да ти као родител си му наметнал, си го натерал со сила да иде медицина да студира, да знае да оди таму, да диша, да знае што да збори по народ кога ќе отиде на медицина. Да, наметна тој и не дискутираме. И сега гледај ти ова каков позитивен сайд ефект ќе има, односно позитивен импакт на целото општество. Надвор ќе има проблеми? Децава кои ќе искачаат? Како утопија, ова е утопија мене ако ме прави. Ова е врвот на човештвото. Секој ќе знае да задави секого. Без разлика на пол и возраст. Секој ќе знае да задави секого. И никој И никој на никого нема да му се курчи. Никогаш. Булинг? Избриши го. Крај. Eradicated. Нема да знаат да делат. Па 4 овакво е у тимски спорт. Како нема да знае да нема да знае да оди, да трча, како не знаат прво деление го правиме тоа. Ке имаме нездраво општество, не бе човек 13 години до 18 сите вежба. Да. И на 25 зашо кога ќе му правиме се му? случи нешто, ќе има знаење на кое што ќе може да се отповика. Кога ќе отиде на кои се доктор, лекциите што ќе ги научи? нема да биде паднат од Марс. Каков доктор бе, не дај Боже, нека друга глупост ќе се деси. Смрт у семејство или све бива, од кај да знам. Кога ќе шине кичма негде, нема биде паднат од Марс да иде да бара реуматски диазепами, не знам што, ќе му текне. Mental health проблеми ќе Ќе му може. текне, ја бе, тоа што седмо оделение правевме тие ни вежби и ми, ќе му текне бе, ќе му текне што значи скелетна стабилност, работна стабилност, ќе му текне, ќе Уште знае. една работа би убацил овдека. Нутриционизам како предмет. А тоа успа, тоа Ако- тоа иде успат. Ако, ама Тоа успат абе, иде. посебен час ќе имаш ти. Абе дур си играат, бе дур се ти замисли Не, колку не, не, многу не, 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 не. прилики имаш Абе, 13 години секој Абе ден. предмет, како што е латински мртвиот Да, јазик. да, да. Зашто да нема нутриционизам Така е, уебано така е. прва средно? Да, предмет. Бе, кој Право прва си, е? бе, право си. Касно е право, у седмо оделение, више кажа Право си. малце физика, ако има у седмо, може нутриционизам да има у седмо, шесто, пето. Од пето оделение нутриционизам. Што се протеини, Абе, може и у, што се... не, може и у второ да има. Ама у македонски у второ учиш АБВ, а македонски у четврта читаш книги, Читаш пиреј. читаш пиреј. Така. Реално. Нутриционизам у второ ќе научиш што е компир, што е пиперка. Зошто се јаде, дали е добро да, Да. се... Што е шеќер. А нутриционизам у четврта ќе учиш како се разложува АТП Да. од комплексни шекери, што те знам, сваќаш. Така е бе, така е, така е, така е. Ама ако можам ја валентност на атоми да учам у седмо оделение Да, за хемија, Буквално. па волку раце и вака се валентни атомите и електроните вртат на енергетски. Протони, неутрони. Ако може ти тоа, па како убаво ќе му спакувам ја протеинче, јаглехидратче, вака онака. Ќе се убаци час кулинарство. Ќе научи да готви. Па ги паднати од Марски ми доаѓа на 30 години ќе ме Не знае прашува. јајце да напред. И ќе те прашува што кажуваше Ивица со Дали можеш труден од протеинот да останеш? Поголем пораз, фрлам од тераса сега бе. буквално. Идам сега се фрлам од тераса. Тоа е недозволиво бе. Што ќе помислиш ако ти се појави сега некој и не знае да чита? Колку ќе го осудуваат сите? Прво нема да го осудам човекот, него ќе кажам ова е пораз за За државата што општеството, бе, да. дозволила да овој човек не знае да чита. Која држава беше, две баби биле оваква, деца отишли ги описмениле 100% од населението писмено. Па, во преку призмата на Физичката. спортист што е цел живот, кога јас се среќавам со луѓе со такви основни непознавања, за мене е тоа пораз на државата, на општеството. А од кај потекнува више не ме интересира, ама тоа е трагедија невидена. Се прифаќаш дека не знаат сите што е, дека не треба блага. Не да не знаат што не знаат, не знаат колку не знаат. 17 нивоа на незнаење. За жал.
Не знае што да јаде, не знае како, не знае да диша, бе, човече. Не знае да жвака. Дише и жвака. Значи, цел труд научен сега можам да ти напишам за негативните ефекти на дишење при жвакање. За деформирање на вилици, деформирање на носни канали, атрофирање на мускулатура на носни канали, не прочистување на воздухот. Дете што жвака и дише преку уста. Како бе може така? Кошлявкаат, бе, кошлявкаат. Кога мљацка рагам? Тогаш ли го брат? Кога дали те нервира кога слушаш некој? Премногу, да. Знаеш зашто те нервира? Не. Еволутивно. Инстинктот ти кажува дека ова е смртоносно опасно. Затоа те нервира. Because individual. Затоа што ти е во инстинкт Дека не се прави така. дека не треба така. Затоа те нервира. И тоа толку длабоко те нервира, немаш да си објасниш колку многу те нервира. Да ти. Така, одма ти да му ја плеснеш вака. Да. Научен труд можам да напишам за таква основна ствар. И некој ќе ми спори сега, па ве молам, ве чекам. Ве чекам, оспорувајте ми зошто не треба физичка писменост да биде број 1 на пирамидата на вредности на секое лице на планетата. И дали ова што набројавме не е еден рецепт за многу здраво општество. И ниту еднаш не спомнавме за mental health, како ќе си отиде епидемијата најнова. Значи, Ќе се изгубат поимите. нема да има депресивни луѓе више. Сигурно ќе има некои исклучоци како за све. Не, две генерации така и ќе се забораи зборот. И точно да. Ќе го нема како појава во секојдневието и ќе забораиме што значело. Ќе биде чудно. Ти како пластично да објаснам? Кога човек не вежба што се случува, ти си една полна чаша и денес не вежбаш. И чашата се испразнила волку. Утрет стануваш со спиење, чашата се пуни и веќе прелева. И како ја пуниш, таа прелева и прелева и прелева и прелева и прелева и прелева. И ти ако не празниш чашата, у превод да вежбаш, а ако ти станеш са бајле, ти е чашата пуна, се извежбаш, отидеш, си направил 10.000 плюс чекори, без разлика што си извежбал у текот на денот, си потрошил 3500 калории у текот на денот, вкупно до кај 4. Тоа за тебе е смешно што возиш точак, Не бе, како али луѓе што не возат точак, него ние вежбица ќе направиме кросит овона. Ја 3500 до 4500 трошам у денот и имам по 12, 13, 14 чекори секој ден, освен недела. Што се дешава на мојата чаша, бе? Јас сум нервозен, напет? Не, скоро никогаш. Зашо? Што чашата се пуни, се празни, се пуни до тука, се празни, се пуни до тука и у недела ќе се напуни целата. А ако идам на одмор и 4 дена не вежбам, се преплавува и е нервоза. И се ај замисли цел живот ова прего. Не ја празни чашата. Па не mental health, не самоубиства, не... Како беше на израза скриени не експлозии. У терминологија за кој свет? Disaster waiting to happen. Аха, да. Катастрофа што е катастрофа на чекање, на почек. Трагедија што чека да се случи. Темпирана бомба, бе. Тоа ми, темпирана бомба. Темпирана бомба. Темпирана бомба. Катат. Да. И чашата ќе се испразни на некој друг тип на начин. Го правиме ова секој ден. Страшно, го нема ни тоа. Страшно е. Значи види се ние од физичка писменост до физички здрав народ, до кај доаѓаме до решение на скоро сите мочани проблеми во општеството. И зашто не се решат? Тебе на прашање до надлежните. Што дополнително ме депримира е што Македонија е само назад иде напред. Прилично можеби
не знам, у топ 5 најлоши. По Да, па. Види, не- ако да речеме Ама да. Ако судиш пред Олимпијада, реално. зимајки во обзир некои си надворешни фактори од аспект на А што нема војна, пак кај нас? војна во моментот, или некоја еколошка криза, или трагедија, или нешто, да речеме дека прилично цивилизирано општеството, како што е, Што нема? како што е во Што Македонија. фали? И да речеме дека 90% држави моментално у светот се такви, Сите технолошки напредок на овие работи ги имаме ние. по многу критериуми, и ова се едни од статистиките што фатив да ги читам и се откажав затоа што ми оти да се убијам, значи стварно. Ние сме неверојатно доле на листата на здравје. Број 1 у пушачи. Број 1 срцеви болесници. Број 1 во... Ова за во Европа збориш? Ма у свет бе, каква е, у свет. Што? Ако... А добро, Америка Европа, за срцеви е в Америка е број 1. За Европа, обис. ако прошириме на свет, уште 2-3 ки искочат. Не, зашто Европа многу добро се држи на ова поле здравје. Пази, ова се мерливи ствари. Да. Ама немерливи ствари. Онаа вежбата што можеш да си ја направиш, да си седнеш и да си гледаш народ, Да. направи ја и кога ќе патуваш негде наредно. Да ќе направи отидеш, во Шпанија, не се. идеш у Шпанија, Истанбул, Белград, И таму ја правиш не. шетаме прилично, ете колку е убаво и лесно времето на живење сега, што си дозволуваме пати. И праја вежба. Праја, секој пат праја. Праја у Скопје, праја у Куманово, праја у Барселона, праја у Истанбул. И биди искрен и дојди и заклучи каде е најлоша ситуацијата. Односно, каде ќе изброиш најмногу здрави. Најмалку, ја ја правам вежбава. Редовно ја Ја правам. несвесно ја правам, ама да. И ја правам на прилично многу места. Најмалку, убедливо, здрави луѓе бројам у Македонија. Па што е трендот и културата? Колку кафани има отворено? Ко прво, ако е очигледно дека пушиш и светски првак у некој спорт биди, не те бројам. Не те бројам. А има. А има. колку сакаш. Јам гледано репрезентативци во А селекција со Кој цигари, кошаркари, ракометари. Да, добро, тимски да. Да. Ги Ќе имам гледано. кажеш нека атлетика не тоа е невозможно. Не. Во моите очи, по моите критериуми, држиш цигара, макар и да си у наводници спортист, ја не те рачунам здрав. Оти или си болен у главата, што си фатил цигара и покрај живејќи го тој спорт, спортски живот, или си стварно физички болен, штом редовно пуши. Нешто е полошо отколку да не пушиш. Значи, по број на пушачи, замисли колкав процент одма бришам. По конституција. Слаби, дебели, искривени, згрбавени, исушени. Пак, огромен број бришам. И некад вака искра надеж, не дебел, ќе го видам иде од негде, Без цигара. без цигара, Не искрен. не седи у кафич, не знам шо пие. За тоа за пиењето не зборам. Друга тема ето. Не знае да оди човече. Не знае да. Колената. Нешто прави со стапалата, не знае што прави. Не му се ни истиче корите. 3 чекори вакви, 3 онакви, десна на му забегува стапало, на му врти рамото. Не, ти кажувам, човек, илјадници треба да поминат за еден да видам. Сега што ни престана на нас оваа ситуација? На приватниот сектор, Кој нас? Ја и ти или? јас Народов. и ти луѓево што се Ја и свесни. ти ништо, што да правиме? И ке имаш, ти ке имаш дете, здравје Боже,
Ја имам. Да, ама како да допреме до луѓе? Еве, јас верувам дека оваа наша машина е за креирање херои, позитивни. Доаѓаат луѓе со успешни бизниси, со успешни приказни, откажани од работи. Значи се нема рекла казала, не заболе за трачеви глупости, такви ретардирани работи. Значи тука гости да дојде, треба нешто да има направено сериозно. Не Или- знаме како човек како е, вака што. Е вака, па тоа викам, ние за тоа е според мене суштината и на подкастот што го правиме да креираме една машинерија на креирање на херој. Мгм. Доаѓа жена од 50 години, Габи, извини ако имаш испод 50, што на 40 почнала да вежба, си го враќа, живот изгледа помладо него тогаш. Доаѓа некој дечко као Пирузе, што е па преекстремен. Секој со своето, нема врска да жив и здрав. Доаѓаат пејачи, глумци од култура, од вамо, од тамо. Сите некако нешто вежбаат поврзани. Тоа ќе кажев, што име наситена за са? Физички писмени. Физички се писмени. Физички се писмени. One way or another. Нема дојдено гостин тука и ја и ти да мора да му објаснуваме важноста на нутриционизмот или Ниту еден. на редовното вежбање. Не доаѓаат они тука и ние да им проповедаме се, без треба да знаеш. Сите они тачно знаат и си го имаат во животот. Да. Така што може ја и ти да правиме? Ете тоа, Ништо, едно вака, да работи веќе ги правиме. вака. Тоа е. Друга работа е приватниот сектор да ги што поише, не за пари и клиенти да имате, него корисно човече да излезе од кај вас, од сала, теретана, што и да е. Еве као родител, например, што јас исто свесно пробувам, што почесто го Мислев на правам. институционално на овие работи, али еве како родител, да. Институционално рековме. Приватен сектор, Законски крај. обврзано Не може тоа да се од деси. прво до четврта, од 7 до 9 физичко. Сабајле. Еве апел до родители, еве, што да направат? За да ги А описме. како родител, како од индивидуален порив, како родител, например, јас имајки го вој став, имајки го воа верување, не можам да отидам у школа и да им кажам, слушај, од прво до четврта. моево дете, како ви го оставам у 7,5 до 9,5, сакам да трча кругови околу школа. Да, Така, јасно. тоа не бива. Ама, после школа, во останатите сати, детето е Твое. мои раце, Така си. тука е. Ја не раскажувам спортови со мојата керка. Се тоа она не ни знае дека тренира. Не е ни тренинг тоа, бе, не Кроз игра, бе, го јас- враќам зборот, не тренира. Е активна, не знае дека е активна. Трча, скока, ама јас сум тука, бе, човече. Ја не сум нати таблетот. Да. Знаеш кога го дам таблетот? Кога ќе се изнатрчала нешто многу и знам дека е сега после јака интензивна физичка активност, и затоа што ги знам ја овие информации и знам дека сега мозокот и е Пива primed, сунгер. primed, како е Спремен бе, зрел. најспремен да впива сега и ја заголицкувам со шах. Со Со меморија. Рубикова коцка, со нешто. И ке се изнадише, рипа под кревети, се фрла, трча, прави, или еве иде чат пати тренира атлетика, поздрав до Кираджиеви. И така ќе дое, и не доаѓа уморна, јај сега, дај ми телевизор, доаѓа сега на друг начин желна. Дај знаење. И сега тоа се случило еднаш, два пати, јас само сум ја пуштил бубачката, сваќаш, и она саќе дое. Ај тато шах. Добро, шах. Ај Рубикова. Добро, ај нешто, цртаме, правиме, ама мене ми е тоа секојдневе, ја веќе не ги ни мислам тие се таков, мене ми е таков лајфстајлот. Се створиле навики. Тоа сакам да кажам преска, мене ми е тоа не сакајки ми е за тоа што Еј. на мојот живот физичкото е најгоре. Да. Ја тоа го преферирам у секоја можна околност. У секоја можна околност. Кај се идеме негде кај да се паркирам, ја не го барам најблиско, ја се паркирам на најдалечното. Од кога одиме од кола до кај да е до местото, ние со керкава успат 17 различни игри, имаме измислено кој ќе рипне од тротоарот таму, кој каква грмушка нашол за да го... Не, затоа што мене ми е тоа убаво.
Сваќа, Да, ама тоа се ствари што ја не ги мислам свесно, веќе ти се second nature. потекнуваат By затоа default. што мене најгоре на пирамидата ми е тоа. Така што не знам што може поишто да кажам ја како родител. А ако родителот е физички неписмен? Не знам, седни, Свесно да се описмени некако. седни, размисли убаво. Размисли. Не, Види како ти се осеќаш, дали сакаш твоето дете. Не трчај да контрираш, биди искрен сам со себе, Да. види се у огледало, Значи пак е свесно. признај си сам дали си здрав, Колку и да е тешко. признај си сам дали можеш да си поздрав од тоа што си у моментов, И биди пример бе за детето на крајот на денот. потроши некое време да размислиш на оваа тема и се надевам ќе увидиш. Нели е тоа фер? Децата нели гледаат? Don't talk about it, be не about it. знам што поише може да се каже човек. Епа тоа е тоа. Тоа е тоа. Чао дечки, се надевам дека ќе извлечете нешто од тоа. Позитивно, негативно сте живи и здрави. Ај чао. Чао.